Во Законот за влада е определено дека техничката влада или преодната влада, да ја употребам законската формулација, треба да гарантира и да спроведе фер и демократски избори. Што зборува тоа? Дека профилот на оние кои ќе седнат како министри во таа влада треба да е не само непартиски, туку да има елемент на стручност. Во случајов зборуваме само за најпартиски луѓе. Законот вели дека премиерот, тој техничкиот, треба да го даде партијата со најголем број пратеници. Не се почитуваше. Што е најважно? Каде се спрегите и кочниците или каде се менуваат министрите? Само во неколку министерства. Во труд и социјална политика, во финансии, во внатрешни работи и во администрација и информатичко општество. Зошто? Зошто ова се министерствата кои што можат да бидат злоупотребени против фер и демократски избори, односно каде што треба да има контрола. Од здравство ниту збор. Со право. Зошто? Бидејќи здравството и образованието важат за најстабилните министерства. Тие немаат врска со фер и демократски избори, туку имаат длабока врска со професионален и хуман однос кон луѓето. Кога го гледам сивито на господинот Илир Демири, се прашувам, ако е така, нема причина да не верувам, дека нема човек кој не го познава како лекар, кој ќе изгуби тогаш со неговиот влез во владата? Пациентите, сегашните и потенцијалните. Зошто? Зошто Уставот предвидува неспојливост помеѓу министерската и било која друга функција. Што може да направи овој човек во Министерството за здравство за 4 месеци? Ништо, освен да вработи некои ново профилирани сопартици. Значи, наместо континуитет, најголеми промени имаше во здравството. Дисконтинуитетот е опасно за здравството. Ајде сега малку сивито. Не сум видела покуси сивија. Згора не се напишани воопшто според критериуми за сивија. Ке чуете овде, ке прочитам дека бил на обука за менеджмент 2010 Загреб, Хрватска, ни од кога, никаде. Или обука за менеджмент во Лондон, Англија, никаде, никога, николку долго. Експерт за инфективни болести и советник за лица кои живеат со ХИВ-СИДА. Си викам, да не е тука основната причина, бидејќи таков политички промискуитет во историјата немало како во оваа влада, па можеби навистина е потребен експерт за СИДА. Наместо да има овде листа непрегледна на трудови, пишува автор и коавтор на голем број стручни написи, пазете, и други републикации. Не ми е јасно што значи ова. Предавање и надзор и на крајот интересно кај јазикот, албански мајчин, македонски, српски, англиски, ама нема никаков степен на познавање на јазикот. Што да кажам за другиот кандидат, значи тој влегува во министерство каде што треба навистина да има способности и вештини во кои области? Во информатиката и во дигитализацијата, бидејќи претходниот министер важеше за експерт во оваа област и се зафати со пакетот на промени на законот врзани за администрацијата. Ова е уште покусо сиви, веројатно најкусото што сум го видела, јазици, албански, македонски, англиски и шпански, никаков степен не знаеме. Значи мора да наведете вие во каква степен, во кој степен ги познавате јазиците. Работното искуство, пазете, од приватна компанија, профруиц, па до преку градска администрација, до комунална хигиена и пак назад во профруиц. И можеби најинтересниот елемент од биографијата е, пазете, од септември 2023 година професионално ангажиран како советник во МП.
Ела некој нека ми објасни што значи ова МП, па си велам да не е Министерство за правда. И се чудам што бара човеков да советник во Министерство за правда. Ништо чудно има во ова CV исто така, никогаш не се пишува тоа, политичка активност, многу бил политички активен од млади години. Бил член на Централното собрание на Алијанса, во 2017 бил кандидат за градоначалник на град Скопје. Морам да ви кажам дека ова е навистина неверојатно. Би сакала да е овде техничкиот премиер, за да му ги предочам овие сознанија, меѓутоа, ај што може би се зафати со Фейсбук, се плашам да не се зафати и со ТикТок, па тогаш дури ќе има основ за идни разрешувања на министри. Заклучувам, во технички влади има стабилност на ликовите, бидејќи дури и тамо кај што тие не се експертски или бирократски, се бираат луѓе кои се експерти во специфична област. Овде јас тоа не го препознавам. Многу ми е жал, меѓутоа мислам дека е ова крајно неодговорно и што очекувам набрзо, очекувам некој нов предлог за промена на министри. Последната реченица ми е, замислете, ова бил проевропски профил, а разрешените сега одеднаш станаа проруски профил. Значи имало агенти инволвирани во владата, а сега, замислете ако дојде и до следно разрешување, навистина јас сум во шок. Зар мисли некој на овие детски приказни на големи деца за про и анти-ЕУ, некој ке поверува? Извинете, реториката не е доволна за проевропска ориентација, потребна е не проевропски ангажман, потребни се проевропски документи, потребни се проевропски ликови, нив овде не ги гледам. Благодарам.